Демонстранти во градот Суми во североисточна Украина излегоа на протестна поворка со факли против затворање на 15 луѓе поради крвавите насилства пред украинскиот парламент пред една година. 4 полицајци загинаа, повеќе од 140 луѓе беа повредени во експлозија на бомба пред парламентот во Киев на 31 август минатата година. Претходно овој месец јавното обвинителство обвини 15 луѓе за извршување на нападот. Демонстрантите сметаат дека уапсените се политички затвореници и побараа нивно ослободување. Меѓу учесниците на маршот имаше членови на националистичката партија Десен сектор, младинската десничарска фракција, екстремно десничарскиот Азовски цивилен корпус и на други организации. Пакистанските адвокати протестираа во главниот град Исламабад во знак на осуда на нападот во болницата во градот Куета од 8 август, во кој загинаа 73 луѓе, а повеќе од 100 беа повредени. Повеќето од жртвите во самоубиствениот бомбашки напад беа адвокати, кои се собраа во болницата откако еден нивен колега беше убиен во текот на денот. Учесниците на протестите побараа од владата да преземе конкретна акција против терористите. Слични протести на пакистанските адвокати се одржаа и во други градови во земјата. Мајка, чиј син е затворен поради шверц со дрога, се заврса за столб во близина на зградата на владата во главниот град на Казахстан, Астана. Кенжегаиша Рахимбаева вели дека нејзиниот син Бекир Рахимов е невин и ги повика властите да го ревидираат неговиот случај. Рахимов издржува 11 годишна затворска казна во градот Семеј на истокот на земјата. Рахимбаева носеше знак со барање: "Вратете ми го синот", додека не дојде полицијата и ја уапси.